Ова беа нашите гости од Валандово, распејани валандовчани, уште една убава валандовска песна која може да се најде на нивниот нов материјал или нивната плоча, повелете. И сега и официјално уште еднаш добар ден ќе им кажеме на господите Нада Камчева и Јасминка Митрушева. Добре ни дојдовте, овие микрофони се за вас и ви благодариме и вам што сте заедно со нас на оваа убава музика, ама и на ова убавина од Валандово што ни ја донесовте. Вчера го имавте фестивалот на Калинка, прво да прашам како поминавте? Добар ден, почитувани гледачи на телевизија Сител, и благодарност голема до вашата емисија што не поканивте денеска да бидеме ваши гости. Иначе фестивалот на Калинка како прв пат одржан во нашиот град поминавме многу добро и беше многу добро. Така да имавме гости од цела Македонија и стварно уживавме во благодетите и во сите тие работи што беа принудени. Што ги дава македонската почва, посебно југот на државата. Вие донесовте дел од производите што ги имаме од Калинка, па да видиме што се можеше вчера да се види, да се слушне, или вие ќе кажете што имаме овде? Не е проблем. Така. Ова е, предпоставам, сок. Да. Ова е, најпрво и јас да ве поздравам вас, да ги поздравам сите гледачи на Сител телевизија и благодарам за сите на поканата. Вака сега, вчера на нашиот фестивал на Калинка имаше, меѓу другото, и производи од Калинка, и свежи калинки. Имаме, свежи ги гледаме калинки, најпресно верени вчера. И од овие наши производи калинката што е од Валандово, значи најздраво и најеколошко овошје, поздраво здравје. Нема. Значи, калинката се бере од дрвото, се цеди, се остава да отстои танино да отстои и после се флашира во шишења и се заледува. Значи, никакви други состојки нема освен природни. Мора да стои замрзнато, тоа ми го имаат, скоро ми го кажува дека мора за да не се и не губи никакви вредности. Додека вие ни зборувате за придобивките, за богатството што го имате во Валандово и за Калинката, јас сакам да поканам некој кој што вчера имаше Митров ден, ама може и малку стручно да ни каже, па ако може да така да ни се приклучи докторе, ако може да ни дојдете и вие тука, друго повелете, друго што има да. Знам дека не беше договорено и планирано. Може, прво нека ви е вечно името и нека е за многу години празникот со еден ден за доцнување. Благодарам на честитките. Поздрав за догледачите на Сител телевизија. Поздрав до сите присутни овде во студиото. Прекрасна екипа сте. Како се ви благодарам многу. Како се снајдовте во улогата во спото? Ви имавте сериозна улога таму. Вака, спотот испадна многу спонтано, никој во никаква улога не беше, туку едноставно се отида да се снима спотот и се кажа, ајде, ние ќе бидеме ова, значи буквално друштвото, распејани валандовчани, дише како едно семејство и затоа толку години сме на сцената, да кажеме, во Валандово и на секаде кај што ќе не поканат во Македонија. И така спонтано го направивме тој спот. Така, одлично. Ајде да зборуваме повторно уште малку за фестивал, за придобивките од калинките, од производите што ги има таму и зошто е убаво да се конзумираат овие производи. Овие производи, меѓу другото е сокот од Калинка, има и маџон од Калинка. Микрофонот само може поблиску. Маџонот од Калинка. Маџонот од Калинка за прв пат оваа година се прави. Мислам дека тоа го има во Турција. За прв пат оваа година се прави и во кај нас, поточно во Валандово. Производител на ова е нашата сограѓанка Леила Рајкова, која што е организатор на фестивалот на Калинка. Тебе гледам и дел од фотографиите од тоа што вчера се случуваше. Има мармелад од Калинка. Мармелад од Калинка. Тоа е нешто ново. И тоа е нешто ново и иновативно. Да. Благодариме на госпоѓата Ширтовска од село Раброво. Они го произведуваат за прв пат. Калинки, шекер и сок од лимон се вари. Мармелад од Калинка. Така, ова мора да се проба. Имаме уште нешто? Да, исто така имаме и сладко од лута пиперка.
Сладкото од лута пеперка, покрај тоа што е со благ вкус, има и лут вкус. Така да се служи како прилог во јадењето, додаток во јадењето. Тоа е од господјата Гуномаркова, Валандо. Така. Имаме исто. Значи, калинка како калинка се користи за се и за сок, и ова е кората од калинка, таа се суши и се користи како чај за даереја. Значи, Така. калинката е многу здраво, освен што е еколошки и здраво, и не се користат само нејзините плодови. Кората од калинка, особено во Валандова, старите валандовчиња научија кората од зрела лифанка. Тоа е еден вид на калинка која што кај тешки проблеми особено во период на стомачни вируси, грипови, многу добро делува чајот од калинка. Значи не треба ништо да се фрла, да го знаете, да ги чувате лушпите од калинките, треба да се исушат и се прави чај од калинка, така? Да. Има ли нешто што го дала природата вие во Валандово да не знаете да го искористите? Нема, мислам дека нема. Ние се срекни што живееме во Валандово, во вакво подрачје, здраво, еколошки, чисто све, и со тие плодови што ни ги дал Господ. Секој пат Микрофонот. Секој пат велам, Валандово е центарот на југоистокот. 25 километри до Иран, 25 километри Гевгенија, 25 километри Струмица. Нема по идеално место да биде центар на југоистокот. Валандово е. Еве, ова е еден убав повод и идеја за размислување на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, кој што ги обединува сите 10 општини од Југоистокот и официјално да го назначат Валандово како центар на Југоистокот. Ви благодарам многу што денеска сте со нас, што не донесовте оваа убавина, а реков ова е убава идеја да си направите, кога веќе и Босилово и Валандово се од Југоистокот, да си направите една убава спојка и за да може да се користат сите благодети од природата што ни ги дала, ама и вредните и умешни домаќини и домаќинки. Благодарам уште еднаш. Нема ништо. Така, што бевте заедно со нас. Вие може да се приклучите на вашите колеги за да се подготвите за следниот настап. Може аплауз, а јас ќе поканам